Последните минути или овој втор дел од емисијата почитувани, ние ќе го посветиме токму на талентираните деца кои што сакаат да се надградуваат во својот живот. Сакаат да бидат незапирливи. Пред една година ви го представивме концептот незапирливи, а денес ќе направиме еден пресек што се случи за таа една година од кога овој концепт почна да функционира. И токму заради тоа во нашето студио се нашите гости Сашо Пандилов, основач на концепт Незапирливи, и Сашо Илиев, менаџер на концепт Незапирливи. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро најдовме. Значи, јас кажав, пред една година вие започнавте со Незапирливи и со мотивација на децата дека можат да бидат се она што ќе помислат ако вложат многу труд и ако направат еден баланс во сопствениот живот. Така е. Ние пред една година официјално стартувавме со нашата методологија, со нашиот концепт, дека успехот е предвидлив и креиравме концепт за успех, кој што го кажавме незапирливи и нормално им нудиме знаења, практики и поддршка на сите кои што сакаат на тој пат за успех да чекорат. Меѓутоа, патиштата од минатата година не водеа таму каде што е најпотребен, кај младите, односно кај студентите, попостои кај основците. Сега, кога сме веќе кај студентите, кај оние што веќе, да речеме, некако се осознале и сватиле што сакаат да бидат во животот, тие кои тука некогаш се прави грешка, но да речеме во поголемиот број случаи тие веќе знаат што сакаат со себе. Имавте работилница на економскиот факултет. Колку сте задоволни од тоа како поминавте таму? Па ја накратко ќе кажам, сме многу задоволни. Имавме одлична соработка прво со професорите. Поздрав до целиот тим во економски факултет кој што веќе размислува прогресивно, размислува креативно и ја виде вредноста на концептот на развој преку три нивоа, нели, духовен, интелектуален и материјален. И сакаше тоа да го слушнат и младите кои што не го гледаат животот низ тие три столба. Кога ја направивме работилницата, ја направивме во 2 дена, на први им беше чудно на студентите, меѓутоа вториот дел од работилницата беа тие на нас да ни направат веќе како низ нашите очи и перспективи како тие го гледаат. Има многу прашања, инспиративни, и можеме да кажеме дека голем дел од нив веќе ја сватија суштината и тргнаа на патот. Некој дури ни пристапија како волонтери и учествува во наредни проекти, каде што буквално ги трансформира своите гледишта и за животот, и за кариерата, и направија голем исчекор во успех. И оттаму се роди еден проект наречен Патот до успехот, кој што се преслика во основните училишта. Само да кажеме дека станува збор, кога зборувавме и за факултетот и за училиштата основни, дека вие работите исклучиво во училиштата во државните училишта, во јавните училишта, значи, и ги опфаќате децата кои што учат во основните училишта. За сега привилегија има само една општина во Скопје да го има тоа, односно имаше во изминатава година општина Кисела Вода. Па видите, на таа работилница која што имавме на економскиот факултет, гости ни беа од општина Кисела Вода, од одделот за образование, од одделот за култура. Кога тие го видоа како ние ги инспириравме, ги мотивиравме тие млади луѓе и кој е нашиот концепт и методологија за работа, решија дека треба да имаме една средба со одделот за образование од општината, кој што пак сметаа дека мора да се направи еден пилот проект и општина Кисела Вода да биде првата општина која ќе го спроведе тој пилот проект во основните училишта на нејзината територија. Така започна тој пилот проект, ние се нафативме, направивме стратегија како да го сработиме тоа, го направивме во 4 дела.
Нормално тргнавме прво со стручните служби и со директорите во училиштата, заради тоа што моравме да видиме дали е нешто работено, колку се работи на темата на надарени и талентирани деца во училиштата, од каде што добивме повртни информации дека едноставно во нивните програми тоа се клучните точки во годишните програми каде што треба да се работи. Меѓутоа, они немаат доволно познавање и доволно методологија како да работат со тоа. Потоа имавме еден средби со Советот на родителите, иако немавме директен контакт со нивните деца и не работевме тоа с децата, бидејќи се работеше тука со наставниот кадар, сепак моравме да ги известиме родителите за што ќе се работи во училиштата и каква методологија ќе се примени кај наставниците кои потоа ќе работат со нивните деца. Каков беше одговорот на родителите, барем на оние што се во советите? Па видите, беа изненадени, прво дека воопшто се размислува на оваа тема и дека треба да се работи на оваа тема и многу бевме пријатно прифатени дека треба да работиме и да го спроведеме пилот проектот, дури некои рекоа дека треба да земе поголем замав сето ова. Така да задоволни сме многу од одзивот кој што го имавме и со стручните служби, со директорите, и со Советот на родители, како беше прифатено сето тоа. Потоа следеа работелниците, каде што дојдовме и разговаравме со самиот наставен кадар. Значи тоа беше, ние ги поставивме работелниците да бидат еден вид на дискусија, бидејќи сепак тие наставници се професионалци во нивната област, тие знаат како треба да работат и кроз текот и работењето низ годините они се сретнале веќе со талентирани деца и препознале некои. Меѓутоа во нив беа оние прашања, а сега што? А како понатамо? Како да работиме со тие деца? Тука започна таа дискусија како да ги пронајдеме најдобрите методи, како да се работи, како да се менторира едно талентирано дете и како да му се посвети внимание за да тој талент потоа прерасне во нешто повеќе, а не како што добивме некои си сознанија дека многу талентирани деца се претопуваат во просечност само ради тоа што не им се посветува внимание. Можеби клучната точка тука е затоа што ние некако секогаш се занимаваме со оние деца кои што се попроблематични, па многу повеќе внимание се обрнува на тие деца, па како да ги извадиме од проблемот, од калта, како да ги насочиме на правилниот пат, а ги занемаруваме оние кои што се навистина надарени и талентирани, сметајќи дека тие можат сами. Точно. Ама не можат. Така е. Дефинитивно, тие што се надарени и талентирани, Господ ни ги праќа со некоја цел. Можеби ни ги праќа да поведат на подобро. Така. И просечност, а и на оние што им треба повеќе помош. Затоа ние тоа го гледаме како некоја повозвишена цел и дарба и на талентираните посебно обрнуваме внимание. Воедно апелираме и кај секој човек да може да си се пронајде, да си го пронајде својот талент, својата силна страна и да биде дел од целокупниот мозаик на една смислено живење. Затоа го фокусиравме овој пилот проект на талентираните дечиња и нивна поддршка. Иако во нашата методологија, подоцна кога ние ќе ги инспирираме, поддржиме талентираните деца и ќе растат они во својот капацитет и перформанс, така создаваме услови и просечните да бидат инспирирани да станат талентирани. Да бидат подобри од тоа што се. Така, и се оди нагоре во подобра смисла. Имате ли комуникација со родителите на децата кои што доаѓаат кај вас, со родители на талентирани деца, какви се нивните? Ни пристапуваат доста родители, значи после работилниците, дека премногу сме ги инспирирале децата, затоа што после работилниците со наставниот кадар ние дадовме задача тие да креираат настан кој што ќе бидат приредби на талентирани деца. Да, имавме можност да погледнеме дел фотографии од она што го правевте. Меѓутоа и веќе да им дадат свесно значај и насоки како да бидат они поддржани и менторирани. Многу деца беа инспирирани, сакаат да тргнат по тој пат. Добивме и добиваме секојдневно повратни информации од наставници и од родители дека децата не застануваат на таа приредба, веќе ни спремаат нови изненадувања во тие училишта, нови приредби. Родителите се збунети, исто како што беа збунети и наставниот кадар, бидејќи кога нешто знаеме до некаде ќе го кренеме нивото на поддршка на детето, али тоа се уште бара да расте, а ние не знаеме, тогаш се јавува таа несигурност и најчесто тука дигаме раце или се насочуваме на друга страна.
Затоа ние Видимо, креиравме праше го таткото. Затоа ние креиравме концепт на повеќе нивоа каде што јасно ги дава насоките, препораките што сега да се направи со таа дете. И како заокружување на она што вие го направивте во текот на изминатата година во општина Кисела Вода, всушност дојде и формирање на еден совет за управување на правата на детето во самата општина. Кисела Вода е единствена општина сега засега што има формирано ваков совет. Да, Кисела Вода е првенец во нашата држава кој што направи локален совет за унапредување на правата на децата. Значи тоа беше еден проект кој што одеше да речеме паралелно со нас, така да тука беа вклучени многу деца од средните училишта кои што ги кажуваа и од основните училишта кои што кажуваа своите гледишта што треба да се подобри во општината, што треба да се направи за децата, што треба да се унапреди за нив. Така да можеме да кажеме дека сме горди што сме дел како членови од тој совет и што ќе работиме заедно со другите членови да сите тие одлуки кои што беа донесени од страна на децата бидат спроведени од страна на општина Кисела Вода, бидејќи општина Кисела Вода сериозно го свати тоа и затоа и се формираше тој совет. И во самите цели, стратешки цели на општината, на советот стои дека за надарените, талентираните деца ќе има континуирана работа заедно со здружението, нашето здружение, бидејќи ние формиравме и граѓанско здружение Незапирливи, ќе работи заедно со граѓанското здружение на унапредување и на работа со талентираните, со надарените деца. И сега, кога сме веќе кај правата на децата, стои некаде во тој совет дека децата имаат и некакви обврски? Точно. Да. Буквално и кога беше формиран советот, бидејќи не бевме само ние како представници или на повозрастните, туку имаше и од децата од средното училиште, на кои што им кажавме дека им се дава сега можноста да го покажат својот глас, да кажат што треба и како треба, а ние да бидеме тука повозрастните кои што ќе ги поддржиме во спроведување на нивните одлуки. Значи не е тоа дека ние возрастните треба да работиме за нив, туку тие се тие кои што треба да го сработат сето тоа, а ние само да ги поддржиме тие одлуки да бидат спроведени на дело. Одлично. Што е она што го планирате? Годинава ни е, па речи си на почеток. Имате веројатно планови. Да, секако имаме планови, во најава ни се и пројавија интереси некои други општини да го прошириме проектот географски малце пошироко. Првиот дел од проектот Кисела Вода пројави интерес ова да добие еден континуитет, значи со Господ напред, нели, со општина Кисела Вода со заеднички сили да допреме малце подлабоко во темата, да инспирираме, да внесеме нови знаења кај чинителите и да инспирираме и поддржиме многу повеќе дечиња. Јас искрено многу ви благодарам што бевте денес гости во нашата емисија. Ви посакувам успех во она што го работите. Покажете дека вие сте незапирливи за да бидете добар пример за децата кои што црпат од вас искуства и се надевам дека ќе имаме можност да се видиме повторно кога ќе зборуваме можеби за проширување на проектот во некои други општини. Секако. Ви благодариме за поддршката и навистина ни значи вака поддршка.